станавме можеби погласни или препознатливи 2015 година, кога заедно со иницијатива на Македонско еколошко друштво, ИРЗ Тетово и Љуботен, каде заеднички ја основавме платформата, неформалната група платформа пријатели на Шара, која за главна цел ја имаше, или се уште работиме со таа цел, прогласување на Шара како заштитно подрачје. Од таму, од тој момент се понавамо, како организации, како индивидуи, не само што учиме, туку и мислам дека придонесуваме да ова цел што поблиску да биде реализирана побрзо. Сите ние сме организации кои што имаме своји активности, но беше предизвик сето тоа за нас, за да можеме да ги искомбинираме сите наши активности и да почнеме да работиме во оваа насока. Ни беше тешко како да научиме да добиеме информација како ние треба да настапуваме пред јавноста. За таа цел отидовме до Шварцвалд, отидовме до едно до еден национален парк кој што е исто така прогласен во блиска иднина, каде што исто и таму имала група, неформална група која што ја работела, која што имала иста функција како пријателите на Шара. Така да тука добивме добри информации, добивме добри насоки како да се однесуваме понатака. Она што се промени во нашето делување е всушност формирањето на платформата Пријатели на Шара, кога пристапивме кон 3 локални невладини организации и добивме на некој начин зелено светло дека можеме заедно издружено да се бориме Шар планина да стане национален парк. Мислам дека направивме вистинска одлука и дека пријателите на Шара веќе се на некој начин свој бренд, не само во Македонија, туку и во регионот. И затоа и продолжуваме понатаму да спроведуваме проекти каде што главно сме во контакт со локалното население, во насока на објаснување кои би биле придобивките за доколку Шар планина се прогласи за национален парк кон нив, меѓутоа нормално и кон самата природа. Започна во таа наша група да се вклучуваат голем број на локално население, кое што се интересираше едноставно само за она што ние би добиле кога ќе стане национален парк Шар планина. Здраво! Добре дојдовте. Добар пат. Супер. Кај си, здраво, живо. Како е? Добре дојдовте. Ништо да ви кажеме, чекам гости, вие пред нив дојдовте. Не изненадивте можда, ама. Да може да исправиш доручек? Доручек, како не у секое време кога сакате. Ајде. Утре имам 4 од Германија, другата недела имам 2 од Италија кои бараат да ги однесам до домот, потоа ќе идат до врв. Голем број од нив кои поминуваат транзит, значи од Косово наваму по Шара, значи они знаат од таа страна дека е заштитена, а од другава страна не знаат дека не е заштитена. Често сум во природа и од моја гледна точка гледам дека се уништува природата по секој сегмент, така да мислам дека ако успее да се прогласи Шар планина за национален парк, тоа би се средило и би било по подобар ред. Лобираме исто така да се престане со илегалните активности на Шар планина, едноставно да престане безумијето на искористување на шумите, на дивечот, на прекомерното искористување на споредните шумски плодови. Стануваме препознатливи, не како организација, туку и како физички лица, дека ако нешто се случува лошо во Шар планина, ако некој превзема некоја иницијатива што е нелегално, веднаш овие групи нас ни се јавуваат. Unë marrë pjesë në shoqatën Miq të Sharrit, që shumë kohë dhe kjo është folet dhe përfolet që 20 vjet e më shumë që mali Shar të shpallet si park kombëtar. Mirë po,
akoma nuk është bërë, edhe kohëve të fundit unë marr pjesë nëpër tribuna që mbahet për malin Sharë që të bëhet park kombëtar. Видовме дека дури 83% од локалното население всушност сака шара да биде заштитена, сака природата да биде заштитена. Со ова истражување се потврди дека всушност немаме никакво противење од страна на локалното население овој предел да биде заштитен. Мене исконтактираа луѓе кои што беа од Австрија, кои што сакаа да ја посетат Македонија, и луѓето беа нели како туристи кои што доаѓаат од страна, знаеа, ја видоа вредноста на Шара, но беа сигурни и убедени дека кога ќе се прогласи Шар планина за национален парк, со оваа убавина која што ја има, дека ќе има многу повеќе посети од странски туристи кои што се наменски за хайкинг, аутдор активитис кои што можат да ги прават на Шар. Për platformën e migjeve të Sharit kam dëgjuar për herë të parë mas vitit 2015, në mesin e vitit 2015, dhe unë personalisht e vlerësoj pozitive, është një punë shumë e mirë, është një punë frytëdhënëse dhe kisha përçuar mesazhin që duhet ta ndjekin edhe organizatat qeveritare që janë brenda Kosovës, duhet ta ndjekin shembullin e migjeve të Sharit, siç është në Maqedoni. Работевме за едукација на младите како тие да се грижат во природата. Значи секојдневно во организацијата имаме луѓе што доаѓаат од европските земји. Мислам село тоа искуство го пренесуваме во во самиот регион. Во токму ова поле го гледаме нашата функција, значи во едукација на идните генерации како тие да се однесуваат во едно заштитено подрачје. Се разбирам, мисијата на пријателите на Шара нема да заврши со самото прогласување на националниот парк Шар планина, туку очекуваме во иднина да бидеме и активно тело за соработка, за помош на идниот национален парк во поглед на многу активности, како за едукација, туризам, информирање на генералната популација за природните вредности на подрачјето и така натаму.